ако може само едно мало внимание, да. Ќе кажам неколку збора и ќе најавам неколку говорници тука вечерва кои што стојат позади мене. Да, сакам да кажам дека да работиш во музеј има свои предности. Можеш, например, да го гледаш како работи уметникот на дело. Беше импресивно како Глигор Стефанов навистина успева да го зграби просторот на овој музеј. И просторот доби нова важност, нова вредност. Искрено ретко е да се види толку посветен уметник кој што буквално гори заедно со својата идеја и незината реализација. И самата се уверив дека музеот донесе правилна одлука на јавноста да ја приреди оваа ретроспективна изложба во која што може да се види развојната линија на овој исклучителен уметник кој што не сака да биде поврзуван со една или со друга струја. Овој проект немаше да биде возможен без темелното истражување кое што го направи кој друг како не Марика Бочварова-Плавевска. И незе многу помогна и совесното вклучување на нашиот помлад колега Благоја Варушанец и допринесе овој проект да биде резултат на тимска работа. Многу ви благодарам за тоа. А исто така сакам да упатам и голема благодарност на нашиот конзерватор Љупчо Илјовски, кој што успеа и да ослабне неколку кила, обидувајќи се да го следи темпото на Глигор. Збор на Марика нема да ја дадам, вместо Марика ќе зборува нашиот поранешен директор, сега кустос советник Зоран Петровски, кој што е еден од најголемите познавачи на твориштвото на Глигор, ќе не даде некои своји размислувања. Јас се извинувам, малце не сме се организирали како што треба. Прво ќе зборува Никола Глигоров од Скопско лето. Добро вечер и во моје име, благодарам. Благодарен сум за можноста и привилегијата која што ми е дадена да вечерва ви се обратам. Да ви се обратам во името на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, во името на 40-тото Скопско лето. Децении наназад Скопско лето беше постојано присутно овде, на овој простор, во Музеот на современата уметност и сите заедно го градевме ова Скопско лето кое што стана и убеден сум во тоа ќе биде и ќе остане единствен и препознатлив белег, културен белег на нашиот град. Вечерва сакам да изразам особена благодарност кон авторот на изложбата, кон Глигор Стефанов, што заедно со Музеот на современа уметност ми ја доверија, ја дадува својата доверба и се согласија да ова изложба биде дел од годинашното, пак ќе речам, јубилејно Скопско лето. Годинава одбележуваме во рамките на нашата манифестација и други значајни јубилеи. Овој е еден од овој јубилеј на Глигор Стефанов е еден од оние кои што за нас ќе останат за секојаш врежани во историјата на Скопско лето, уште повеќе што станува збор за човек кој што е пријател, другар, соработник повеќе годишен на дирекцијата и на Скопско лето и исто така уште една голема благодарност до Музеот на современата уметност што после неколку години имаме можност повторно заедно да вам и на граѓаните на Скопје, на сите добронамерници им понудиме една прекрасна изложба, им понудиме прекрасно културно доживување што се нарекува Скопско лето. Ви благодарам и ве поканувам во наредните 40 дена и вие заедно со нас да бидете дел од ова јубилеј на Скопско лето. Добро вечер и благодарам што Марика, колешката на Марика Бочварова-Плавевска ми ја даде оваа чест да ја отворам изложбата. Не се сметам за најголем познавач, туку пред се сметам за сопатник на периодот во кој интензивно твореше Глигор, исто како и Марика, исто како и многу други колеги, уметници кои се овде меѓу нас, за
кои твореа во една од највозбудливите децении во македонската современа уметност, барем за мене, или можеби сум субјективен бидејќи во тоа време и јас созревав како историчар на уметност. И она што ме врзува најнапред за творештвото на Глигор Стефанов беше една голема возбуда што ја доживеав 1983 година, на самиот почеток на мојата професионална кариера, кога присуствував на една од многу значајните изложби која што ја направи во Младинскиот културен центар, тогашниот дом на млади 25 мај, во таа галерија, која се вика линеарна интервенција, линеарна интервенција, во која галеријата ја претвори, не внесе како гледачи во еден дводимензионален простор, во еден простор во кој одеднаш се чувствувавме како да влегуваме во самата слика, во самиот цртеж, во нешто што е дематериализирано, нешто што е надвор од овој материјалното окружување кое што го гледаме секојдневно околу нас. И истовремено таа изложба после извесно време, следната година, 84-та година, продолжи да се развива во студентскиот центар во Загреб, да еволуира уште повеќе од гранки, лозови гранки и графит, да се претвора во некакви линии со изградени од трева, кои овде кога ќе ги видите, кои стана големи и кои уште малце ќе ги видите како пламтат, како некакви големи змеови опаши. И понатаму тој триптих заврши со изложба во Студентскиот културен центар, 3 изложби со кои Глигор Стефанов стана една звезда, да речем така, пламна на југословенската културна сцена и уметничка сцена во 80-тите години, што го потврди уште повеќе во 1985 година на една изложба, голема изложба на уметноста и критиката во 80-тите години, на која учествува сите големи југословенски звезди во тоа време, уметнички. И меѓутоа на овој како најголема звезда, тогаш ми се чини беше Глигор Стефанов заедно со Анета Светиева, кој учествува на таа изложба, добија и дуплерица дури во тогаш угледниот магазин Старт. Тогаш се представи веќе со леталата кои еволуира од овие цртежи во просторот, кои беа всушност вовед први инсталации, така наречени инсталации, кои и денес уметноста ги практикува во најголема мерка. Нешто што значи спојување на уметничките медиуми, на уметничките форми. Значи во Сараево Глигор се представи со летало над леталата и со уште една серија змеови и летала кои кружеа под зидовите на Колегиум Артистикум во Сараево и беа навистина забележителна представување на нашата македонска сцена во тоа време. Третата слика што ја носам од делото на Глигор и моето дружење со него, иако постојано бевме во соработка и заедно и зборував и така натаму се дружевме, беше 93-та година, кога тој веќе беше заминат за Англија, веќе 5-6 години живееше во Англија. Го поканивме заедно со Петре Николовски, кој исто така во Англија, да ја представуваат Македонија на Венециското биенале. По прв пат Македонија учествуваше како самостојна држава на тоа биенале. И со еден херојски труд од едно месец дена престојување во Венеција под отворено небо, плетеше како и овде што го правеше тоа, речи си еден месец, од сламата и од материјалите што успеавме некако да ги добавиме до Венеција или да ги собира по лагуните во Венеција. Беше тоа навистина еден херојски труд, и кој ги закачи, кој ги постави во паркот пред влезот на биеналето, во тоа славно џардини, кој го претвори во еден храм. Ми се чини дека тој храм и овде вечерва се случува.
i zadovoljstvo mi je što imate prilika da vidite jedna izložba i jedna predstava na jedan umetnik, na jedno dejstvovanje na jedan umetnik koje pomalku го zaboravаме, навистина херојско, каде што уметникот се дава цел, каде што уметникот може да создаде, има амбиција да создаде една представа за еден свет, за еден свој свет и еден наш свет. Нема да должам понатаму, само сакам да, на местото на Глигор, во негово име, да кажам, да прочитам нешто што ми прати пред еден месец на едно мое прашање во врска со религиозното и уметноста, како тој гледа на тоа, и извадив еден дел кој мислам дека добро зборува и за самиот него, самиот тој зборува за самиот себе. Сламата како материјал има неверојатна енергија и светлина. Таа е како жито расте од земјата, срасната е со неа, составен е дел на земјата, па логично е и нешто да се прави на земјата. Но вистинската преобразба се случува кога мртвото зрно поново оди во земјата за да започне нов живот. Ова е аналогно на човековиот живот. Умира и оди во земја за да отпочне нов духовен живот. Токму овој однос помеѓу земното и небеското ме интересира. Овде започнува диалогот меѓу видливото и невидливото, меѓу материјалното и духовното. Сламата и другите природни материјали кои ги користам се физички, масивни и тешки материјали, на прв поглед несфатливо е да се поврзуваат со некоја летечка форма. Затоа, земајќи ја сламата како материјал за основно изразно средство, се трудам да ја дадам втор живот. Тоа се одвива на повеќе начини. Прво со самото одвојување од подот, од земјата, потоа со излекување на неговата енергија, највидлива во ритмот на радењето на сламата, па со оформување на издолжени цилиндрични форми со кои ги активирам просторот и создавам структури гнезда со правење на летала. Ја толку имам да кажам, се надевам нема да ми замери што тоа што ми го прати мене само, го правам јавно. Ќе видите ова за што зборува, тоа гнездо, како знае да биде место и од кое ве шмукува и ве воздигнува во височини. Ќе направите еден кружен циклус од земјиното постоење до небесното и назад. Го повикам и Гливор да каже некој збор. После овие убави зборови, во мене има само зборови на радост и благодарност. Се радувам, верувајте ми, иако ова изложба може би е 100-та, јас се радувам како да е прва изложба. Ова изложба ја прави со неверојатно голем ентузијазам и радост. Се радувам што многу мина од вас ги гледам после 30 години, а исто така се радувам, радосно е тоа што запознав многу млади луѓе кои се родени по моето напуштање на овие простори. По мене има и голема благодарност. Благодарност не само за сите вработени во Музеј на современа уметност кои го помогнаа, сите вработени кои се сега, него им благодарам и на оние кои се пензионирани од музејот и кои се починати, пошто музејот како установа ме прифати на самиот почеток и целата моја кариера е врзана за ова установа. Благодарам и на сите оние кои им помогнаа, да не личам сега на она како Оскар па да ги набројувам имињата, ама во секој случај Љупчо, Васко или Зоран беа луѓе кои по 10, 12 па и 15 сати на ден беа со мене, а и сите оние што ми помагаат знаат дека им од срце благодарам. Сега ви благодарам вас што дојдовте секако овде и ќе ве замолам, ќе се потрудиме долу кај скалите, може видовте има една инсталација на крила кои се во една тродимензионална форма. Без разлика што времето не е наклонето, заврна, ние ще се потрудиме да ја запалиме, а форма да ја претвориме во еден друг вид на цртеж со пламен и потоа утре дента треба да ја фотографираме да остане трага од црна трага од еден нов цртеж. Практички некои цртеж од 3 дела. Ја однапред се извинувам ако мократа трава не се запали, меѓутоа ќе се потрудиме и ве молам на скалите, ако сакате и да долу да дојде, па за некои минути ќе биде перформансот со палење на сламата.